За поддршка на имплементацијата на стратегијата за роми во оваа година се издвоени 73 милиони денари, што е зголемување за 14 милиони во споредба со буџетот за минатата година. Најголеми приоритети се ставени на потенцијалот на ромската заедница од економски аспект, но и вработување преку оперативниот план. Во проектите за поддршка на ромите вклучени се жителите на 10 општини во државата, а меѓу нив и Кочани и Виница. Според советникот на владата за ромски прашања Елвис Мемети, приоритети се ставени во делот на домувањето и обезбедувањето подобри социјални услови. Домувањето и понатаму е актуелна тема, во кој што во текст се неколку проекти во општина Шуторизари и во Виница, во општина Кичево, Битола, Прилеп, Штип и Берово. Во рамките на овие проекти се работи на реновирање на куќи од социјално ранливи категории, пред се со фокус во општина Битола, Прилеп и Берово, каде што зборуваме за градба на типски куќи, во општина Штип и изградба на колективно домување на 2 згради во општина Кичево. Се работи на легализација, инфраструктура, комунално-инфраструктурни проекти. Проектите од комуналната инфраструктура се со поддршка на Министерството за транспорт и врски и фокусирано се спроведуваат во неколку општини: Крива Паланка, Кавадарци, Прилеп, Кочани, Ранковце, Делчево и Шуторизари. Покрај социјалната поддршка за домување, со стратегијата на ромите ќе се спроведува и подготвителна тренинг програма за олеснување на пристапот за вработување на лицата од ромската заедница во државната и јавната администрација. За таа цел, сите ресорни министерства ќе подготват акциски план во рамки на имплементацијата на овој дел од стратегијата. Целта е инклузијата на ромите во општеството да се одрази позитивно и на постигнувањето на одржливите развојни цели на Обединетите нации, како и позитивни оценки во делот на поглавието 23, што се однесува на унапредувањето на полето на правосудството и човековите права. Учениците и вработените во основното училиште Малина Попиванова со свечена програма го одбележаа патрониот празник, представувајќи се пред гостите кои присуствуваа во училишната спортска сала. При тоа беше истакнато дека образовната установа што ја привршува 4-та деценија од своето постоење прераснува во институција со препознатлив белег на успешност и напредок. Поради тоа и вработените и учениците се горди на своите постигнења и што во годините наназад ги подобрија и условите за работа, но постигнаа и забележителни резултати во наставниот процес. Денеска е 37-миот патронат на нашето училиште и 120 години од рѓањето на нашиот патрон на Малина Попиванова. Значи скромно, знаејќи ги ситуацијата во која се наоѓаме, значи ќе имаме една мала програма што е спрема наставниците со децата. Таа ќе биде значи во салата. Овде, знаејќи заради самата болест, короната, мора да ги припазуваме мерките и така, се надевам дека ќе и со ова што го имаме спремано ќе биде како што треба. Петров рече дека училиштето е вклучено во повеќе проекти за подобрување на условите на наставата, како и во меѓународната соработка преку Еразмус Плюс и други програми. Бројот на учениците пак засега се одржува на исто ниво. Училиштето, како што знаете, дворот, целиот со спортските терени е комплетно среден, фасадата на училиштето исто така термофасада, значи средена. Внатре има многу, значи целосно се реновирани ѕидовите, цоклињата, салата внатре, значи уште подоти ми останува и покривот на училиштето. Се надам дека во брзо време тоа ќе завршиме. Поради специфичните пандемиски услови, свечената програма за одбележување на патрониот празник на училиштето Малина Попиванова беше со скратено време траење. Во неа учествуваа ученици од повисоките одделенија. Управата на Драмскиот аматерски фестивал од Кочани потсетува дека се уште трае повикот за избор на представи за овогодишното 59-то фестивалско издание. Рокот за пријавување на драмските групи и ансамбли е до 20 април, а пријавата се поднесува електронски на имейл адресата на фестивалот. Право на учество имаат аматерски театри, работилници, драмски секции, студија,
групи кои аматерски се занимаваат со рецитаторство, како и експериментални и алтернативни сцени и други форми на самостојно сценско изразување и организирање, а кои творат во полето на драмскиот аматеризам. На драмскиот аматерски фестивал годинава се очекува да се прикажат театарски представи од домашни и од странски автори. Изборот на драмскиот материјал е слободен и го одбираат учесниците на надпреварот во рамки на завршните фестивалски денови. При подготвувањето на драмскиот проект можат да се консултираат и ангажираат и стручни лица, режисери, артисти, драматурзи и слично. Во представите на аматерските драмски ансамбли не можат да настапуваат професионални артисти, кои се вработени во театарски куќи во земјава или во странство. Учесниците можат да конкурираат во неколку категории, односно театар за деца и младинци, драмски аматеризам со елементи на традиционални, современи, авангардни и експериментални сценски изразни средства и модели, се истакнува во јавниот повик од Драмскиот аматерски фестивал. Вкупниот број на членови кои учествуваат во подготовка и изведба на драмскиот проект не смее да надминува повеќе од 16 лица за домашен драмски ансамбл, односно 10 лица за меѓународни аматерски ансамбли. Отстапување од одредбите за бројот на учесници може да биде одобрено само од страна на фестивалската управа. Театарските групи кои ќе го пријават своето учество треба да испратат видео снимка од целата представа со која конкурираат, како и драмскиот текст според кој таа е работена. Општина Кочани планира од сопствениот буџет да потроши околу 500.000 денари за поставување заштитни огради на неколку локации во градот. Средствата се планирани од програмата за изградба на комунална инфраструктура за годинава и во споредба со лани се на исто ниво. Според описот во техничката документација, од давателот на услугата се бара да изработи заштитни огради во длжина од над 270 метри и да ги постави на повеќе локации во градот. Металните огради се инсталираат на места што се утврдени како приоритетни за безбедност на пешаците или пак за нив ќе бидат добиени барања од граѓаните, пред се заради зголемена безбедност при движење на најмладите, особено во текот на вечерните часови. Јавниот оглас за пријавување и избор на изведувач на работите е веќе објавен, а пријавувањето на заинтересираните фирми трае до крајот на оваа недела. Поставувањето на металните огради ќе се реализира сукцесивно во текот на 4 месеци по потпишувањето на договорот со најповолниот понудувач. Помина една година откако железничката станица во Кочани е празна. Нема ниту патници, а не доаѓа ниту возот. Затворена е билетарницата на која има известување дека се укинати бесплатните патувања додека трае ковид пандемијата. Патничкиот воз на релацијата Кочани-Скопје и обратно не се обраќа од април минатата година, поради што граѓаните од источниот дел на државата се спречени да ги користат железничките услуги. Тоа значи дека остануваат без редовните студентски и ученички попусти, како и поволностите за пензионерите. Не можат да се користат ниту бесплатните патувања за групни ученички екскурзии до Скопје и до другите градови. Пероните на железничката станица во Кочани се напуштени, а граѓаните користат друг јавен превоз, што ги чини нешто поскапо. Според официјалното известување за Канал 8, што еден месец по прекинот го дадоа од Акционерското друштво за железнички транспорт, беше истакнато дека релацијата кон Кочани не е опфатена со измените во возниот ред поради тогашните мерки со ковид состојбата и спроведувањето на полицискиот час. Иако во меѓувреме сите мерки и ограничувања во врска со пандемијата престанаа да важат, патничкиот воз не се врати на редовната линија. Како една од причините за прекинот на транспортот на патници по единствената железничка линија на истокот беше наведен и дефектот на локомотивата, чие сервисирање се најавуваше до почетокот на јуни минатата година. Сепак повеќе од очигледно е дека во прашање се сосема други причини заради кои железничката станица во Кочани остана опустошена.